Сеќавате дека од неодамна зборувавме за тоа дали видовме некои ситуации каде што некако беа чудни некои дел од стиховите, дали можеби Бог некојаш се меша во слободната волја на човекот, но заклучивме дека не. И тогаш ви најавив дека за мене можеби најчуден е еден момент, а тоа е со Валам. И сега ќе видиме дали да се обидеме да одгатнеме дали Господ му се замешал во слободната волја на Валам. Сеќавате, пред се алудирам на моментот кога Валам, сакајќи да го проколне Израел, го благословувал. Затоа што Господ му ставил такви зборови во уста. И како тоа? Молим? Да си сакал едно, а да кажуваш друго. Добро е вака да почнеме. Случката ни се случува во Броеви, 22 глава, односно неколку глави се, меѓутоа ние нема се да читаме, иако ова е интересен настан самиот по себе, затоа што се случува пред самиот влез во хананската земја на израелците, што пак повлекува паралели со нас денес, затоа што и ние сме Израел, кој што се наоѓа пред влезот во хананската земја. Така да тоа можеби ќе биде повод во некое наредно време да одржиме некоја мини серија, каде што буквално ќе гледаме детали, никош, ја порано сум држал тема, меѓутоа не во такви детали, ја ќе се обидам во детали да ги видиме сите оние моменти кои што се паралела всушност и може да ги очекуваме ние како народ на последното време пред влезот во хананската земја. Значи, што се случува е, како што вели Елен Вајт, да не кажувам јас, во Патриарси и пророци на 438 страна се вели: по освојувањето на Васан, израелците се вратиле на Јордан и се улогориле на брегот на реката над нејзиното устие во Мртвото море спроти Ерихонската рамнина, приготвувајќи се за престојното освојување на Ханан. Се наоѓале мошне близу до границата на Моав, чии што жители нивното присуство ги исполнило со страф. Знаете, сите оние чуда, како Господ ги водил израелците и паднале тука и аморејците предходно и така натаму, ги исполнило со страф. А знаеме кои се моавците, нели? Од Лот. Да. Една од кевките. Да, роднини. Блиски роднини и знаете дека и онака не требало да ги чепкаат нив. Така било, меѓутоа сепак овие се исплашиле од целата таа сила и тоа надприродна сила што ја гледале со израелците, оно што се случувало, и Израел, вика, не ги вознемирувал моавците, но овие сепак имале лоши пречувства, следејќи се што се случувало во околните земји. Аморејците, пред кои тие порано морале да се повлечат, сега биле победени од евреите, а подрачето кое аморејците го оттргнале од моавците, сега се наоѓало во раците на израелците. Значи, тука им се до граница. Војските на Васан подлегнале пред таинствената сила која била обвиена во столб од облак и евреите ги зазеле джиновските тврдини. Моавците не се осмелувале да ги нападнат. Прибегнувањето кон оружје им се чинело безнадежно. Џабе е секакво оружје, си велеле. Овие ги води некоја надприродна сила. И, што вели цитатот понатаму, кај застанав? Им се чинело безнадежен, значи таквиот обид пред таа надприродна сила која действувала во полза на Израел. Затоа решиле, како што се обидел и фараонот во свое време, да ја повикаат на помош магијата за да го осуетат Божјото дело. Значи, си викаат, овде нема физичка мишка, не помага, ќе мораме
во оваа духовна борба и ние да искористиме нешто, магијата. За да го осуетат Божито дело. Сакале врз Израел да навлечат некакво проклетство. Моавците со мадијамците биле тесно поврзани во национален и верски поглед. Кои па биле мадијамците? Од кого потекнуваат? Од Аврам, преку Хетура. Значи. Тешко го добиле Исак, ама после добило ше некако деца Аврам, после Исак од Хетура. Значи, биле тесно поврзани во национален и верски поглед. Затоа моавскиот цар Валак и успел да предизвика страв кај сродниот народ и себе си да се обезбеди нивна соработка против израелците, упатувајќи им вест. Оваа маса ќе испасе се околу нас, како вол што испасува трева по полето. Се зборувало дека некој си Валам од Месопотамија има надприродна моќ, па тоа се прочуло се до Моавската земја. Решиле да побараат негова помош, прателе пратеници. Моавските и мадијамските старешини да го доведат и да се послужат со неговите вражби и магии против Израел. Пратениците веднаш си упателе на далечниот пат преку гори и пустини до Месопотамија и кога го нашле Валама, му ја пренеле по раката на својот цар. А кој беше Валам? Некогаш бил, вели Елен Вајд, добар човек и Божи пророк, но подасно отпаднал и станал дрчен или алчен. Меѓутоа и понатаму тврдел дека е слуга на Севишниот. Нему му било добро познато. Значи, знаете, добро му било познато што се Бог сторил за израелците и кога пратениците дошли и му ја соопштиле пораката, знаел дека му е должност да ги одбие наградите на Валака и да ги врати пратениците. Валам знаел дека неговата клетва не може на израелците да им нанесе никакво зло. Му било јасно уште пред да дојдат овие. Како што никаква магија не ви може ништо, ни црна, ни бела, ни не знам каква, ако вие сте со Бога. Ако имате тесна заедница со Бога, ако сте му послушни, исто тоа и благословени. И читаме сега, значи, првото доаѓање на пратениците од 7 стих во 22 глава. Целта ни е да видиме дали Господ ја узурпира некако слободната волја на Валам. Оти заклучивме, имавме поука, дури во 2 поуки проучувавме за слободната волја. Знаеме дека тоа е неприкосновено нешто за Бога. Бог секој му дава слободна волја и не пресилува на ништо. Моавските старешини, значи 7 стих, и мадијамските старешини тргнаа со подароци во своите раце за вражање, стигнаа при Валама и му ја пренесоа Валаковата порака. Тој им рече: но кевајте тука, па ќе ви одговорам според она што ќе ми каже Господ. Нали, прочитавме дека на него било кристално јасно дека тој не може ништо да постигне со тоа што ќе ги проколне. Меѓутоа, нели, станал дрчен. Тоа е тоа. И им вели: останете, но кевајте, па јас да го прашам Господа. И веднаш тука ќе ја видиме, знаете, ја мислам дека, како беше она, можем да кажеме вака, Валам, тоа сум јас. Валам, тоа сме ние. Зошто? Затоа што овде ја гледаме таа борба меѓу да си ја извршиме својата волја и борбата меѓу тоа што е Божјата волја. Ја не верувам дека некој од нас ќе признае тука дека немал таква борба. Всушност тоа е најголемата борба можеби во нашиот живот. И најклучниот момент, тоа е оној наш дел, е да му ја предадеме нашата волја на Бога. Ако тоа не го направиме, се моќниот Бог е немоќен. Се останато, 99% е негово, меѓутоа тој е 1%, тоа е нашата волја. Ако ние не се согласиме, тој не може, баш поради тоа што е почитува нашата слободна волја, тоа го имавме во пуката. Но, одиме, значи, и сега вели: но кевајте, па ја ќе го прашам Господа. Така моавските управители останаа кај Валама. Бог дојде при Валама и праша: кои се тие луѓе со тебе? Дека Господ не знае, знаете него. Сака го натра да мисли сега.
Валам одговори на Бога: Валак, Сефоровиот син, ги испрати кај мене со порака. Еве, еден народ дошел од Египет, го покри лицето на земјата, дојде да го проколнеш, така ќе можам да го совладам и да го истерам. Но Бог му вели на Валама: не оди со нив. Не проколнувај го оној народ, зашто е благословен. Ова Валам го знае, рековме, меѓутоа Господ повторно децидно му кажува. Он Елен Вајд вели дека ова е Божи ангел, како и да е. Може да е и Исус, што Божи ангел често пати всушност Исус во Стариот Завет. Значи, не оди со нив, не проколнувај го оној народ зашто е благословен. И што се случва? 13 стих: наутро Валам стана и им рече на Валаковите кнезови: одете си во вашата земја, зашто Господ не ме остава да тргнам со вас. Сега, тој тоа така вели, меѓутоа, дали Господ го спречува? Тој само му вели: не оди. До овде не гледаме ништо, значи такво дека може би Господ нешто со сила му прави. Моавските кнезови стана, отидоа кај Валака и му рекоа: Валам не сакаше да тргне со нас. Не му кажуваат од која причина, меѓутоа не сакаше. Не дека сакаш, не дека не сакаше, многу сакаше, меѓутоа Бог рече поинаку и еве тој сепак го послушал Бога. Молам? Да, меѓутоа целта е сега да покажеме до овде, не гледаме дека Господ му се меша во слободната волја. 15 стих понатаму: Валак пак испрати кнезови. И сега овој се мисли: аха, ниска е цената, да. Малку се парите. И сега одат со бланко чек, така да кажеме. Валак пак испрати кнезови, помногобројни и поугледни од првите. Тие дојдоа ка Валама и му рекоа: Валак, синот Сеферов, порача вака: не двоуми се, туку дојди при мене, ќе те наградам богато и ќе направам се што ќе речеш. Се што ќе посакаш. Да. Само поклони се, и се ќе биде твое. Дојдите, молам, и проколни ми го овој народ. Но Валам им одговори на Валаковите слуги, повторно. Мислам овде, сега, овие збори се многу силни. Значи, ова да е стварно Валам, тоа е стварно еден одличен пример за нас, какви ние би требало да бидеме. Поготово во ова време денешно материалистичко, каде што навистина мамонот е страшна работа. Да ми ја даде Валак својата куќа полна со сребро и злато, не би можел да ги престапам заповедите на Господа мојот Бог, за да направам нешто било големо, било мало. Но, ај вие пак поминете, ја и вие ноќта тука, за да научам што ќе ми рече уште Господ. Може ки се предомисли. Иако уште од старт му е јасно. И е таа борба, сега сетите се може би на некој ваше искуство во животот. Јасно ти е дека тоа не е Божја волја, меѓутоа си викаш: чекај, ќе се мола, може би вака, почнеш да рационализираш, почнеш да... Значи, да научам, да видам што ќе ми рече уште Господ. Во ноќта Бог дојде при Валама и видите што му вели сега. Ако тие луѓе дојдат да те повикаат, стани, тргни со нив, но да правиш само тоа што ќе ти речем јас. И сега што гледаме? Наутро Валам стана и стави грубо дрвено седло на својата ослица и отиде, вели овде, со моавските кнезови, меѓутоа не е со моавските кнезови, затоа што ќе видиме подосно од целата ситуација со магарицата, нели, сето тоа, дека он е негде позади нив. Што му рекол Бог? Зошто се налутила? Што читаме овде? Божиот гнев пламна, зашто тој тргна. Па нели Господ му рече да тргне? Ама Господ му рече да тргне ако го повикаат. А овие си рекле: овој што не иде, они си тргаат. Тргнале веќе. Но овој, значи него не повикале, овој ја насамарил магарицата и трга по нив. Тоа е ситуацијата. Затоа Бог е гневен. Затоа што му рекол: ако те повикаат, тргни, но што јас ќе ти кажам, тоа ќе говориш. И пазете,
бидејќи тој тврдел дека е Божи пророк, како што вели Елен Вајд во Патриарси и пророци, се сметало дека се што зборува во име на Божиот авторитет. Што бил Божиот пророк? Божи гласноговорник. Значи, тоа што тој го говори, тоа се Божи зборови. Според тоа не смел да зборува како што му се допаѓа нему, туку морал да ја објави пораката што ќе му ја даде Бог. Постапи како што ќе ти кажем јас, гласела Божјата заповед. И вели овде, Господ го пуштил да го продолжи патот, но му дал до знаење дека со неговите зборови ќе управува Божја сила. Тоа е подоцна малку, меѓутоа и овде е тоа, затоа што му рекол, ќе го говориш она што јас ти го кажувам. И овде гледаме дека и покрај тоа што Господ му кажал децидно, тој тргнал. Господ не го спречува. Повторно Ваал ја има својата слободна воља. Сега што се случува понатаму? Тоа е она што често пати го кажуваме, дека Господ нема да те натера ти да одлучиш вака или онака. Ти си имаш слободна воља. Меѓутоа може да делува на околностите во твојот живот. И да те стави у ќош, како што е ставен он сега, за да едноставно почнеш да размислуваш и да ти самиот одлучиш, ја смениш одлуката. Тоа го прави Бог. И еве, читаме, Божиот гнев пламна, значи 22 стих, зашто тој тргна. Затоа Господов ангел застана на патот за да го спречи. И често пати во нашите животи, може би, тоа се случувало, да сме можеле да го видиме сето тоа, значи таа духовна борба. Тој јаваше на својата ослица, а го придружуваа неговите два момка. Кога ослицата го забележа Господовиот ангел, како што стои на патот, со извлечен меч во раката, сврте од патеката и тргна по полето. Че видите сега ослицата, магарицата, го забележала. Тој се уште не е свесен воопшто. Го водат неговите желби, не гледа ништо пред себе. Значи свртела ослицата, се исплашила од ангелот, Валам почна да ја бие, за да ја врати на патот. Тогаш Господовиот ангел застана при тесниот премин меѓу лозијата и имаше ограда и од оваа и од онаа страна. Значи станува се потесно и потесно. Се потесно и потесно. Тоа Господ некојаш го прави во нашите животи. Такви околности создава. Меѓутоа не пресилува да одлучуваме вака или онака. Ние на крајот самите ќе ја донесеме одлуката. Ослицата, забележувајќи го Господовиот ангел, се стисна покрај зидот и ја притисна до зидот Валамовата нога. Тој пак почна да ја бие. Господовиот ангел тргна напред, па застана на тесно место каде не можеше да сврти ни десно ни лево. Значи, пат позиција, што велеме шаховски. Нема мрдање никаде. Кога ослицата го согледа Господовиот ангел, легна под Валама. Валам се налути, пак почна да ја бие со стап, по трет пат. Тогаш Господ си велива, може се заинете и магарево, знаете како што се случува. Тогаш Господ ја отвори устата на ослицата. Видите колку човек е занесен во својата желба, што нема ни да забележи, ќе си направи цел ден муабет со магарето и нема воопшто да се свести дека разговара со магар. Но интересно е, во целата оваа сторија Господ проговара и преку магарето, преку животното, ете за да некако го вразуми. Значи, мил му е животот и негов, и затоа се труди, како што се труди Господ околу секого од нас. Значи, Господ ја отвори устата на ослицата, 28 стих, па таа почна му го проговори на Валама, што ти сторив, па ме биеше веќе 3 пати. Валам ми одговара, затоа што ме навреди, да имам меч во раката, сега ќе те убиев, без да знае дека тука има некој друг со меч во раката, кој што е спремен да го убие, да го спречи во крајен случај. Зар ја не сум твојата ослица, му вели ослицата на која јаваше во текот на целиот, ајде сега не мора да читаме целата тој разговор. И конечно Господ му ги отвара очите, 31 стих на Валама, и тој го види Господовиот ангел како што стои на патот со гол меч на раката.
тој ја наведна главата и му се поклони. Сега има тука еден стих кој што може да е еден од клучните моменти за да го сватиме подоснежниот развој на настаните, меѓутоа Елен Вајд кажува нешто друго. Значи сега ќе ви читам и цитати и Библијата, не нешто друго, мислам не е во спротивност со Библијата, но така остава впечаток стихот. Значи му ги отвара очите и овој што вели? Добро, ангелот му вели потоа, зашто ја биеш, добро. 34 стих е тој стих. Тогаш Валам му рече на Господовиот ангел, согрешив. Навидом Валам се каја овде, ја сватил ситуацијата. Согрешив, не знаев дека ти стоиш на патот пред мене. И сега интересно е ова. Но сега ако е зло во твоите очи, цело време знае дека тоа е зло во неговите очи. Меѓутоа, тоа е Валам. Го води друга мисла. Ако е зло во твоите очи, тоаш ќе се вратам. Сега е спремен да се врати. Ама внатре, во срцето посакува да тргне, мислам да стигне до целта. И Господ што му вели овде, како веќе да му дозволува, и претходно му рекол, меѓутоа сега, како да му дозволува и вели, Господовиот ангел му одговори на Валама, оди со луѓето, но повторно повторува како претходно, но зборувај само она што ќе ти го кажам. И така Валам отиде со Валаковите првенци. И сега тука да не читаме све, меѓутоа може дел некој од стиховите знаете дека на 3 позиции Валак ќе го одведе. Ајде, може би од овде не успева магијата, чека од овој агол да го видиш целиот логор израелски, па може тука ќе се фати магијата, нели? Тоа е незнабошкиот, паганскиот памет. Но никако не успева. И вели таму дека Господ му стави во устата зборови што да каже. Место проклетство, благослов. Сега, тука има еден неверојатно чуден за мене цитат од Елен Вајд и сега тука мора некако да резонираме сите заедно. Ја не велам дека ова све ми е 100% јасно, меѓутоа ќе се обидеме да извлечеме некој заклучок. Патриарси и пророци 447 страна вели вака, Валам признал дека дошол со цел да ги проколни израелците, но зборовите што ги изговорил биле наполно спротивни на чувствата на неговото срце. И сега вели, бил присилен да изговори благослови, иако душата му била полна со клетви. Јај сега. Бил присилен. Господ го присилил да изговори благослови место клетви. Нели е чуден овој цитат малку сега во контекст на оно што зборуваме, слободната волја на човекот. И еве некои од зборовите, негови, да речеме броеви 23-20, сега да не одиме во се, кажав. Ете, јас почнав да благословувам, зашто тој благослови, јас не можам да го сменам тоа. Вака, еден момент на кој што може да размислуваме. Валам цело време жалбата му е да отиде и Господ ќе му дозволи да отиде. Значи не му се меша тука во слободната волја. Што ако Валам изговорил проклетство? Ќе имало ли ефект? Ништо немало да има ефект. Значи исто му се фаќа. Значи Господ нешто сакал да постигне, ова е специфичен случај според мене и Господ нешто сакал да постигне со тоа што му ставил во устата. И дури пазите Божи дух го обзел. Стиховите подосна велат и духот на проштвото, дека Божи дух го обзел. И затоа изговорил такви зборови на благослов. Еве што вели во еден од цитатите Елен Вајд. Мола? Да. Значи, Господ го пуштил, на 443 страна од Патриарси и пророци, Господ го пуштил да го продолжи патот, но му дал до знаење дека со неговите зборови ќе управува Божјата сила. Значи, со неговите зборови управува Божјата сила. Бог сакал на моавците да им даде доказ дека евреите се под небесна заштита. Значи, ова било и за моавците, пред се, па и за самиот него, за Валам,
И тоа го сторил мощно убедливо, покажувајќи им колку Валам е немоќен да изговори ниту една клетва, кога Бог за тоа не му дал дозвола. Не знам колку ова го решава цела тоа ситуација, меѓутоа, пак ќе кажем, според мене ова е некој специфичен случај. Значи, видите, никаде не му се мешаа во слободната воља на Валам. Дури, ако веќе сакал Господ да го спречи, што не го спречил подоцна. Знаете дека Валам ќе се повлече. После 4 големи благослови и пророштва дури кажува. Валам ги кажува оние зборови, Господ не е човек па да лаже. Оној прекрасен стих 23:19. Валам ги кажува оние зборови, ќе се појави звезда. Знаете, тоа се пророштвата кои што после мудреците ги читале. Слушнале за нив за да дојдат кај новороденчето Исус. Интересно, значи, многу силни зборови, пророштва Господ кажал преку него, затоа што го обзел со духот свој Божји. Ево, пак ќе прочитам и следниот стих, броеви 23:20. Ете, јас почнав да благословам, зашто тој благослови и јас не можам да го сменам тоа. Нема шанси. Не видов неправда во Јаков, 21 стих, ниту видов престав во Израел. Господ неговиот Бог е со него и царско воскликнување има меѓу него. Значи, тоа е, Господ сакал и на Моавците да им прикаже од каде доаѓа благословот и дека не е можно да се смени благословот. Ако Господ сакал да го спречи Валам во неговата намисла, тоа ќе го спречил подоцна. Тоа не го докажав претходно. Значи, Валам, откако се повлекол, Валак му рекол, па сега, те викнав да проколнеш, а ти ништо. Без никакви пари, без ништо, овој се враќа, секој по свој пат. И потоа, што се случува со израелците? Пред самиот влез во Ханан, паѓаат во тешки греови. Чива идеја било таа? Па пак на Валам, што Господ не го спречил. Значи, тука во целата слика гледаме дека Господ не го присилува, него едино е овој момент кај што наводно со сила му става зборови в устата, иако тој од цело срце сакал да ги проколне. Специфичен е моментот, значи Господ сакал да постигне некоја одредена цела, ја читаме за тоа, значи да ги осведочи Моавците, иако тие и претходно доста биле осведочени од самата, нели, сите оние случаи што се случувале, каде што израелците извојувале такви големи победи, но, значи, Бог навистина овде ја почитува слободната воља на човекот, но истовремено тој е суверен и ја исполнува својата воља. Сега, тука е тој момент, каде што гледаме некој интересен баланс меѓу Божјата сувереност и човечката слободна воља. И пак ќе кажам, не го присилува на ништо, освен тоа да изговори благослов, ама кажавме, дури и да го оставил слободно, да изговори проклетство, ништо нема да се случи. И ќе било потешко за него, па чека, нели, си ти пророк, нели, претходно го фалеле, каков глас го биело Валам? Што му рекле? Што ти ќе благословиш е благословено, што ти ќе проколнеш е проколнато. Да. И како сега овде, еве да речеме дека ги проколнувал, ќе му дал Господ волја да, мислам, дозвола да ги проколне, меѓутоа ништо нема да се случи. И сепак Господ сакал да влие и на него. Цело време се бори и за него. Цело време. Меѓутоа, посилна е желбата за парите во овој случај, значи за добивката. Кај него и знаеме, има множество на стихови во Новиот Завет, кај што, нели, се вели дека Валам тргна по неправедна печалба и така натаму. Значи, Бог го контролира овде исходот, крајниот исход на благословот, меѓутоа Валам ја има слободната воља. Значи, на некој начин му дозволува да оди, но го ограничува неговото дејствување, таа негова суверена воља. Меѓутоа, зошто? Затоа што израелците се додека биле послушни, биле и благословени. Благослов или проклетство ставам пред вас. Ако ги држите моите заповеди, благослов. Ако не, проклетство.
Подосна, за жал, после сите овие обиди, откако Валам му текнало, значи, што е работата, кога ќе ги натера на грев, тогаш го изгубиле благословот на истина. Една многу голема поука и за нас. Значи, пак ќе кажам, не знам дали баш е ова некој задоволителен одговор. Како и да е еден специфичен случај, мене ми беше доста проблематичен, но на некој начин може јас се задоволувам исто таков некој одговор. Значи, сепак, имавме и поука, како зборувавме, мислам дека дали Љубица имаше таа поука за идеалната Божја волја и за онаа додадена волја. Да. Тука некако може и тоа да се смести во контекст на ова. Добро. Слава нека му е на Бога и да научиме нешто од ова, иако јас верувам дека и понатаму ќе имаме можности да проучиме некои детали од ова, вака сега малку натрупавме, меѓутоа тие беа тие моменти кај што моравме да сватиме дека Господ сепак не го присили ништо, на ништо Валама. Тој сепак отишол до крајната цел, но не ја остварил, затоа што било невозможно да ја оствари. Слава нека му е на Бога, уште еднаш амин.